Старата тетовска архитектура, тетовската куќа привлекувала внимание кај сликарите со својата симетрија, со своите убаво, фино обработани косници кои ги држеле еркерите на гатот и нормално со една композиција кај побогатите куќи кои што се состојала од ајат или трем на приземјето, над него чардак и над чардакот баба финга. За оние кои што не се запознаени, баба финга е елемент по кој што тетовската архитектура, старата тетовска архитектура, се одвојува од останатите како една посебност на тетовската куќа и представува практично еден излезен балкон од кровната целина, зад кој што има просторија потребна и е покриен со фронтот кој што може да биде фино декориран и кој што нели така послужува за видиковец за љубопитните очи на тетовчани да гледа све што се дешава малата, околу, лево, десно, кој што бре, а ако куќата на повисоко место, нели нормално се гледало и подале од малото. Освен старата тетовска архитектура и градските символи ги гледам како неистакна инспирација, вечна инспирација за тетовчани. Така тоа е камениот мост на реката Пена, самата река, црквите. Ме радува тоа што во фоајето забележав инспирација кај младите учесници во статуата која символизира жената борец, која што е дел од споменичниот ансамбл на нашата реномирана тетовчанка вајарката Борка Аврамова. Тоа е споменикот, нели, кој што се наоѓа до Домот на културата и Јоанницки смок. Со оглед на бројот на изложувачи тука вечерва, слободно може да се земе дека ова изложба на некој начин представува еден репрезентативен примерок од кој што можеме да извлечеме неколку аспекти за карактеристиките на тетовското сликарство воопшто. Јас би извлекол само 3, доволни се. Првата се техниките со кои што располагаат нашите сликари. Тетовчани ги владеат практично сите техники на сликање. Тука забележуваме масло на платно, забележуваме акварели, пастелни бојци и еден мозаик по позадината. Тоа говори за умешноста на тетовските просветни работници кои што ги предаваат часовите полиговно, на умешен начин да им ја доловат техниката на немладите, да им наметнат љубов кон различните техники, а потоа оние кои што ќе се одлучат да останат во сликарството, потоа само се усовршуваат и се подобруваат во тие техники. Вториот аспект по кој што Тетово е широко гледал се различните, да речам, правци во сликарството. Тука гледам слики и дела кои што се сликани во духот на реализмот, во духот на импресионизмот, во духот на постимпресионизмот, а повторно во фоајето гледам очекувано децата како слободни во својата мисла, во својата креација, се изразувале поекспре експресионистички, така да нивните дела се во духот на експресионизмот и правците кои призлагуваат од него, и секако надреализмот како еден правец кој што извонредно тежок за изведен веќе возрастен профилиран сликар од причина што тие веќе ги владеат реализмот и многу е тешко да се одлучи профилираниот сликар да креира по надреализам. Очекувано детската имагинација и детската слободна мисла си го прави своите. Таму имаме одлични експресионистички дела. И третиот аспект кој што сакам да го истакнам, ако што сведочи за целокупното тетовско сликарство, секако е бојата. Тетовчани ние ги сакаме боите, сакаме да се облекуваме во убави бои, ги сакаме шарените цвеќиња, сакаме дома славските трпези да ни се убаво декорирани, шарени, не го сакаме сивилото. И таа карактеристика на тетовскиот менталитет се рефлектира и во тетовското сликарство. Тетовчани се познати по тоа што
барем од тоа што јас можам да забележам, до сега се познати по тоа што употребуваат силни контрасти во сликите, сладни бои, и би рекол дека тоа се три аспекти кои што се доволни за да се анализира целокупното сликарство низ оваа групна изложба вечерва.